Стигнуваме до четвртата и последна проповед, посветена на посланието кое што апостолот Павле му го напишал на неговиот пријател Филемон. И како што видовме минатиот пат, ова послание или писмо, како сакате наречете го, ова писмо не е едно обично писмо во кое што еден пријател му пишува на друг и го прашува како си, што има ново во животот. Ова писмо е писмо во кое што еден пријател му пишува на друг пријател и се застапува за една личност. Значи, Павле му пишува на Филемон и се застапува за, се сеќавате, за Онисим. Онисим, кој што бил роб на Филемон, и едно време избегал од домот на Филемон и бегајќи налетал на апостолот Павле, го прифатил Евангелието, станал христијанин и Павле му рекол: Онисим, време е да се вратиш назад кај човекот на кој што му направи штета и време да си побараш простување. Христијанската вера не учи на тоа. Христијанската вера не учи да тоа дека ако сме направиле штета на некој човек, треба да побараме простување од Бог, ама треба да побараме простување од личноста која што сме ја повредиле. Не е важно само да речеме Господ ми прости, слава на Господа и тоа е тоа. Оке, слава на Господа за неговото простување, не викам не. Ама Библијата не повикува да отидеме и кај Филемон. Иди, покај се, дури ќе се сетите и во примерот на Захеј, види на кој начин може да надомести штетата која што си ја направил на другите. И кога Павле му пишува на Филемон за Онисим, минатата недела видовме му вика на некој начин животот на овој човек е променет. Ти го знаеш пред Христос, знаеш дека претходно беше неодговорен, знаеш дека претходно забушаваше, ама чека да ти кажам каква е оваа личност сега кога го запозна Христос. Сега кога Онисим почна да го следи Христос. И тоа е сведоштвото на секој еден кој што вели јас го следам Христос. Или треба да биде. Дека Евангелието ги менува нашите животи на тој начин што има многу јасна разлика од тоа какви сме биле пред и какви сме биле сега. Нели, пред и потоа. Пред Христос сум бил ваков, после Христос има промена. Не дека сум совршен, далеку сум од совршен. Ама се стремам кон Христоликост. Не сум тој кој што бев пред 5 години, пред 10 години и така натаму. И Павле му праќа писмо на Филемон и најверојатно Филемон го добил ова писмо преку неговиот роб Онисим. Значи на некој начин Павле му рекол на Онисим: време да се вратиш кај Филемон и не знаеме како ќе реагира Филемон, ама еве јас ќе пратам едно писмо преку тебе во кое што ќе го замолам Филемон да те прими, да ти прости и да не те казнува. И секој еден од нас има Онисим во животот. Ти имаш Онисим во животот, јас имам Онисим во животот. Секој еден од нас има некој кој што ни бил релативно близок и не повредил. И ова послание го поставува прашањето како се однесуваш или како ќе се однесуваш кон таа личност. Бидејќи Онисим има потреба од твоето простување. Некој пат и ти имаш потреба да му простиш на Онисим, дури кога Онисим не се кае. Бидејќи во ова послание Онисим се враќа дома и бара простување на некој начин од Филемон. Некој пат луѓето кои што тебе те повредиле нема да се вратат кај тебе да ти речат прости ми. Идеално би било кога би се вратиле. Идеално би биле кога тој што те повредил би ти рекол: прости ми, сватив дека сгрешив и те молам да ми прости за тоа што го направив. Би било супер, не? Ама не секој пат тоа се случува. Некој пат Онисим е синоним за тие што не повредиле во животот, некој пат Онисим едноставно ќе си продолжи со животот и ич нема да му биде гајле за тоа што го направи. Ама во ова послание Онисим се враќа назад кај Филемон и бара простување. И ова послание навлегува во сршта на христијанската вера. А сршта на христијанската вера е простувањето. Простувањето кое што Бог ни го даде преку Христос на Голгота. Ама срцето на христијанската вера е простувањето кое што не само што ни вели Бог не само што ни вели јас ти простувам за твоите гревови кога се каеш, туку Бог на некој начин вели сакам и ти да го правиш истото за оние кои што тебе те повредиле. И минатиот пат стигнавме до 14 стих и сега ќе читаме од 15 стих до крајот, значи од 15 до 24 стих. Послание на светиот апостол Павле до Филемон. И од 15 стих пишува вака: зашто може би
тој поради тоа се одвои од тебе за малку време, за да го примиш за секогаш. Не веќе како роб, а повеќе од роб, како возлюбен брат, а особено за мене и уште повеќе за тебе и по тело и во Господ. И така, ако ми имаш за соучесник, прими го како мене. Ако пак во нешто ти сгрешил или ти е должен, префрли го тоа на моја сметка. И јас, Павле, напишав со својата рака. И јас ке платам, за да не ти речам дека и ти самиот цел си ми должен. Да, брате, да го добијам од тебе во Господа она за што го молам. Развесели го срцето мое во Господа. Убеден сум во твојата послушност. Ти напишав, знаејќи дека ќе направиш и повеќе отколку што ти велам. А заедно со ова приготви ми и подслон. Оти се надевам дека со вашите молитви ќе ви бидам даруван вам. Те поздравува Епафрас, кој е со мене затвореник во Христа Исуса. Марко, Аристрах, Димас, Лука, моите сотрудници. Благодата на нашиот Господ Исус нека биде со вашиот дух. Амин. Во првите 14 стихови од ова послание, тие што ги читавме минатите 3 недели, се сеќавате апостолот Павле го охрабрува Филемон. Вика: Филемон, слушам за тебе добри работи. Слушам дека го сакаш Бог, слушам дека ги сакаш Божите луѓе и на некој што ми викаше: јас се молам да напреднуваш во верата. И еден од начините на кој што Филемон требало да напредне во верата, и тоа е еден од начините на кој што ние напредуваме во верата, е така што им простуваме на оние кои што ни сгрешиле. Кога им простуваме на другите, ние всушност им го даваме на другите тоа што Бог нам ни го дал. Милост, благодат. Нешто што не го заслужиле они, ама ние велиме: и јас добив од Бог простување, и јас ти го давам тоа простување на тебе. Тоа е она кое што Бог нам не повикува да го направиме. И вика, во претходната недела што читавме тие стихови, вика: се молам за моето чедо Онисим, прими го назад. Прими го назад, бидејќи во неговиот живот има промена. И сега во 15 стих вика: зашто можеби тој поради тоа се одвои од тебе за малку време, за да го примиш за секогаш. Во 15 стих апостолот Павле му вика на Филемон на некој начин: ајде да ти дадам малце поинаква перспектива од која што можеш да видиш целава ситуација. Знаете, кога Онисим му избегал на Филемон од дома, најверојатно Филемон си рекол: он направи греф против мене. Он ми направи нешто лошо. И тоа е навистина така. Апостолот Павле не се обидува да го оправда Онисим во ова послание. Не вика: Онисим направи нешто добро. Ама му вика на Филемон преку 15 стих: обиди се да го видиш доброто во оваа ситуација. Филемон може би си седел дома и си рекол: Онисим ми избега, еден од моите робови избега, скапо платив за него, кај останав без пари, сега останав и без роб и така натаму. И сега Павле му вика: чекај малце. Ајде те поттикнам да видиш ситуацијава од поинаква перспектива. Не викам дека Онисим направи нешто добро, ама тоа лошо што Онисим го направи, Бог го сврте на добро. И тоа е многу добра перспектива да имаме во животот, во секоја ситуација. Секој пат кога ќе се соочиме со некој Онисим, секој пат кога ќе се соочиме со некој предизвик, некој проблем во животот, да бараме од Бог: Боже, дај ми да видам што е тоа добро што може да произлезе од оваа ситуација. Некој пат ние сме како Натанел, кој што вика: што добро може да излезе од Назарет, нели? Ама некој пат Бог ни покажува дека нешто добро може да излезе од Назарет. Нешто добро може да излезе од буквално секоја ситуација во животот. Може би не секоја ситуација, не може би, туку не секоја, сигурно не секоја ситуација во животот ќе резултира на начин кој што ние сакаме да резултира. Ама дека Бог може да направи нешто добро во нас од секоја ситуација во животот. И те како? Само доколку сме отворени. Доколку сме отворени: Боже, покажи ми што е тоа добро што ти можеш да го направиш преку оваа ситуација. Онисим ме повреди, ми избега, некој ме напуштил во животот. Боли? Боли. Ама Господе, што е тоа што ти можеш да го направиш добро во мене, во оваа ситуација во животот? Викам, може би Онисим заради тоа избега од тебе. Онисим мислеше лошо, ама Бог го сврте на добро. И ќе се сетите тука на еден стих од Стариот Завет, кај што во Битие се сеќавате опишан животот на Јосиф. Животот на Јосиф покрај другото е живот во кој што неговите браќа го продаваат во робство и после 10, 15, 20 години Јосиф завршува како втор човек во Египет. И доаѓа во еден момент кај што животите на неговите браќа зависат од Јосиф.
И они се плашат, и они му викаат: ле, прости ни за тоа што го направивме, и се сеќават Јосиф што им рече. Битие 50 глава 20 стих. Вие мислевте лошо, ама Бог го сврте на добро. И една работа која што сигурно ќе ни се случи во животот е дека луѓето ќе ни мислат некој пат лошо, и ако бидеме отворени за Божјата рака, ќе видиме како Бог сето тоа го свртил на добро. И читајќи го овој 15 стих, јас се викам, онака се преиспитувам и се викам колку често и дали можам да приметам Божјата рака во секоја ситуација од животот. Дури тогаш кога некој ми направил нешто, некое зло, дури тогаш кога некој направил грев против мене, дали можам дури и во таа ситуација да видам Божјата вмешаност, ако можам да кажам, бидејќи Бог ги вмешува своите прсти во секоја ситуација од нашите животи. Не ги одобрува делата на другите луѓе, лошите дела на другите луѓе кон нас. Ама дури во тие лоши дела ќе ги вмеша своите прсти, ќе вмеша својата рака и може да направи нешто добро во нас. И знаете, лесно е да гледаме Божјата рака тогаш кога ни иде релативно лесно во животот. Лесно ми е, фала на Господ, се немам некои поголеми проблеми во животот, фала на Господ, супер е, алелуја. Предизвикот за нас денес, како што бил предизвикот и за Филемон, можеме ли да видиме Божјата рака во нашиот живот, Божјата вмешаност во нашиот живот, тогаш кога сме повредени, тогаш кога не сме изгрешил, тогаш кога некој се однесува кон нас онака како што ние не заслужуваме да се однесуваат. И тоа бил предизвикот за Филемон и предизвикот за секој еден од нас денес, бидејќи нашата духовна зрелост, дури нашата вера ќе биде подлабока ако имаме ваква перспектива на животот. На секоја ситуација во животот. Боже, покажи ми што е тоа добро што ти можеш да го направиш преку оваа ситуација во мојот живот. Боли? Боли. Не ми е сеедно. Не ми е сеедно за тоа што не си ми го прави. Ама, Господе, па ти имаш начин како ова да го свртиш на добро. Иако не ми се допаѓа, ама ти имаш начин како да го свртиш на добро, бидејќи Римјаните 8:28. Се оди кон добро на оние што го љубат Бог. Дури тоа што Онисим го напуштил Филемон, било за добро и за двајцата дури, не само за Филемон. И за Филемон, бидејќи на крај му вика Павле, не само што доби ти сега, го доби назад Онисим, ти веќе не го добиваш како роб, ти го добиваш како брат. И некои луѓе велат, зошто христијанството не зборува повеќе за робството, зошто не сака да го укине христијанството робството, зошто Павле не пишувал дека робовите веќе не треба да бидат робови. Еве што пишува Павле. Помеѓу христијаните нема веќе да има такво нешто. Ако робот на Господарот му бил брат во Христа, вика ти повеќе ќе го гледаш како брат, отколку како роб. Не е тој за тебе само ајде направи го или направи го она. Сега веќе ти е брат во Христа. Се и мори на добро на оние кои што го љубат Бог. И патем кажано, некој пат во животот ќе се најдеме во ситуација како Онисим, кај што ние сами си правиме белја во животот, ние сами носиме погрешни одлуки во животот, ние сами фаќаме погрешна или некоја лоша насока во животот, и дури во такви ситуации Бог знае да ни избави. Бог знае да не пронајде, Бог знае да не спаси, ни рече, не го заслужуваш ова што го правам за тоа, ама јас те сакам. И нема да дозволам да одиш во таа насока во која што си тргнал во животот. И во 17 стих апостолот Павле повтор пат во ова послание и јасно му кажува на Филемон што сака тој да направи со Онисим. Вика, и ако ме имаш мене за соучесник, или некој преводи вика за сотрудник во Евангелието, во служењето на Бог, прими го како мене. Прими го назад. Прими го оној кој што те повреди. Иако во твоето општество луѓето не ги примаат робовите кои што побегнале, овој роб, јас сакам ти веќе да го примиш и повторно, или претходно вика не само како роб, туку повеќе од роб, туку како брат. Во 12 стих апостолот Павле пишува: ти прими го како да е мое срце. И ова срце не се однесува на срцето кое што чука во нашите градови, туку на срце на трешниот човек. Повика Павле на Филемон: прими го те Онисим како што би ме примил ти мене. Римскиот закон во тоа време му давал одврзани раце на Филемон да прави што сака со Онисим. Буквално што сака можел да прави со него. Ама Христовиот закон му барал од Филемон само една работа. Ти има да му простиш. Во општеството имало еден стандард,
а Христовиот стандард е сосема поинаков. Општеството во тоа време викало, ако твојот роб ти се врати назад, избегал од тебе, ти мора да го казниш. Христовиот закон вели, ако твојот роб избегал од тебе и ти се враќа назад, ти мора да му простиш. И како и Филемон, така и ние денес сме повикани животот да го живееме не врз основа на тоа што го вика општеството, не врз основа на тоа што општеството го смета како прифатливо, не врз основа на тоа што нашите пријатели некој пат го мислат дека е добро. Знаете, Филемон сигурно имал пријатели кои што исто како и он имале робови. И неговите пријатели најверојатно би му рекле, ти мора да го казниш Онисе. Мора да го научиш на лекција, за да не бега пак од тебе. Ама Павле му вели, не, ти мора да му простиш на Онисим. Зошто? Бидејќи Христос го направи тоа за тебе на крстот. Однесувај се кон Онисим во светло на тоа што Христос го направи за тебе, а не во светло на тоа што Онисим го направи кон тебе. Тоа бил повикот на апостолот Павле до Филемон, а и до нас денеска. И вика 18 стих, ако пак во нешто ти сгрешил или ти е должен, префрли го тоа на моја сметка. Со други зборови Павле вика, ако нешто направил Белја, Онисим, Филемон, јас ќе ти платам. Од мој джеб ќе извадам пари и ќе ти платам за тоа што Онисим го направил. И тука покажува Павле колку навистина се грижал за Онисим, дека не било само јас си го сакам Онисим, ама си го сакам на збор. Го сакам и на дело. Ако треба да ме кошта нешто во животот, ќе извадам пари и ќе платам, ќе дадам за него. И знаете, ние многу често во црква да се викаме, ние се сакаме, ние сме браќа и сестри и сето тоа. Ама таа наша грижа и љубов за луѓето во црквата, па дури и вон црквата, ќе биде ставена на тест. И тоа не е наш повеќе пати во животот. Дали ќе ја покажеме на дело или не? Павле рекол, јас го сакам Онисим, јас го почитувам Онисим и ако треба нешто да направам за него, ако треба нешто да ме кошта тоа во животот, ако треба нешто материјално, ако треба финансиски да ме кошта, не е проблем. Он ми е брат во Христос. И оваа изјава, ако нешто пак ти сгрешил и ти е должен, префрли го тоа на моја сметка и јас ќе платам 19 стих, е чиста слика на Евангелието. Ова е тоа што Христос го направи за нас. Ние сме во улогата на Онисим. Филемон е тука на некој начин синоним за Бог, а Павле е синоним за Христос. Ние му сгрешивме на Бог и Христос вели, јас ќе платам. И тоа и го направи на крстот. Он плати на крстот. Бидејќи ние сме како Онисим. Ние сме грешници кои што немаат скршен денар во джебот, нема со што да му се одолжиме на Бог. Но Христос вели, татко, јас ќе платам за нив. Бидејќи самите они не можат. Не можат сами да се откупат. Ама јас можам и јас ќе го направам тоа за нив. И во 19 стих Павле не само што вика јас ќе платам за штетата што Онисим ја направил, туку вика за да не ти речам, односно за да не те потсетам дека и ти самиот цел си ми должен. Некој преводи викаат ми го должиш цел живот. И поголемиот број на поручувачи на Библијата сметаат дека овој стих е причината зашто се верува дека Филемон поверувал кога го слушнал Павле како го проповеда Евангелието. Бидејќи Павле му кажал на Филемон за Христос, Павле му дошло да дојде до спасението и Павле му нескромно му вика да те потсетам дека ти цел живот ми го должиш мене на некој начин. Зошто? Бидејќи јас ти помогнав да дојдеш до спасението. И добро е да се потсетиме на луѓето кои што не довеле до спасението. Не знам која е таа личност која што тебе те довела до спасението. Може би се случило пред една година, пред 10 години, пред 20, 30, не знам колку. Ама секој еден од нас кој што го има спасението си вика, се сеќавам на таа и таа личност. Проповедаше на тој и тој ден, може би саатот не се сеќавате на колку саат било, ама се сеќавам на тој и тој ден, таа и таа година, го слушнав тој, ја слушнав таа личност и поверував во Евангелието. За Филемон тоа било Павле. За Онисим тоа било исто така Павле. Ама ние сме им должници на тие личности. Јас сум должник на оној кој што ми помогнал да дојдам до спасението. Ти си должник на оној кој што ти помогнал да дојдеш до спасението. Таа личност не те спасила тебе, ама ти кажала за спасението.
Ние некој пат си мислиме дека ние сами сме си ја сватили Библијата, сами сме си читали од денаш, готово, јас сум спасен и тоа е тоа. За некои луѓе да се случува тоа, ама за повеќето луѓе има некој кој што ти кажал, има некој кој што те поучил. И тие кои што ни кажале, тие кои што не само што ни помогнале да дојдеме на спасението, туку и тие кои што ни помогнале да растеме во верата низ годините. Ние сме им должници. Бог действува преку тие луѓе во нашите животи. Не знаеме за некој од нив, можеби не знаеме кај се наоѓаат сега во животот. Можеби не си помеѓу живите, можеби се на земјата, можеби се при Бога. Ама никој пат да не ги заборавиме тие кои што ни кажале за Бог и тие кои што ни учеле за верата. Бидејќи ние сме денес таму каде што сме, покрај другото, заради тоа што некој вложувал во нас. Време, ресурси, некој го споделувал своето искуство со нас, својата мудрост, своето знаење, како што Павле тоа го правил со Филемон. И тука му вели Павле на Филемон, вика, прими го како мене, прими го како да ме примиш, како што би ме примил мене. И оваа тема, примањето назад на грешникот, е важна како за нас како поединци, исто така и за нас како црква. Многу е важно каков пример оставаме во нашите семејства и во нашата црква, во однос на тоа како се однесуваме со грешниците, со оние кои што направиле грех. Ако ти имаш некој ближен од семејството или некој пријател, и ти дојде дома и ти се покај за своите гревови, и нашата реакција која ма не ќе мочи да ти видам бегај таму, ти мене така ќе ми правиш, ти на своите домашни им ја диктираш духовната атмосфера. Им покажуваш како да се однесуваат кон грешниците. И еден ден луѓето дома ќе го следат твојот пример. Зошто? Бидејќи ти им покажуваш што значи христијанство. Христијанство значи ако си ме повредил малце ќе ти простам, ако си ме повредил многу, ма не ќе да те видам. Затоа е важно и во нашите домови како се однесуваме и каква духовна атмосфера создаваме со нашето простување. Исто и во црква. Колку пати има некои луѓе ќе отидат надвор од црквата, ќе живеат грешен живот и после некој време ќе се вратат. Многу е важно како ние се однесуваме кон тие луѓе. Филемон бил на некој начин водач во неговата домашна црква. Ако Филемон му рекол на оние си не ќе да те видам, ти мене така ќе ми правиш, тоа ја диктира духовната атмосфера во црквата. Многу е важно како не само ние кои што сме водачи во црквата, туку секој еден од нас како се однесуваме кон грешниците. Кога грешникот се кае и доаѓа назад, или во домот, или во Божјиот дом, во црквата, помеѓу Божјиот народ. Божјиот народ е повикан да рече добре дојден си. Тоа што го направи не беше во ред. Може би си плукал по црквата, може би си направил 300 гревови кога си отишол надвор од црквата и повеќе од 300, ама ако се каеш, ако сакаш назад, вратата е отворена. Вратата е отворена. Вратата во нашите животи секој пат треба да биде отворена барем за простување за сите оние кои што се каат. А искушението за нас некој пат ќе биде кога ќе се врати грешникот дома, кога ќе се врати и ќе побара простување да бидеме како постариот брат во параболата за изгубениот син. Ќе се сетите. Имаше вика еден татко, 2 сина, еден помал, еден постар, и помалиот еден ден одлучи дека ќе го земе богатството на таткото што му припаѓа него и ќе се отиде да живее свој живот. И помалиот син вика, отиде, живееше свој живот, потроши се на блуд, на коцка, на грев и после некој време се опамети и рече, што правам ја овдека? Идам ја назад кај татко ми. Некако син, идам барем слуга да му бидам. И вика се врати назад, таткото го прими, ама неговиот брат, постариот син, вика овој не заслужува. Овој не заслужува да се врати назад. Овој е блудник, он правил гревови, он правил голем хаос во неговиот живот и сега ти го примаш назад. Нема шанси. Овој не заслужува да се врати назад. И некој пат, за жал, ние ќе бидеме во искушение така да реагираме. Ќе се врати грешникот, ќе речеме, не, надвор. Гледаш вратата? Надвор. Ти не си за тука. Ти си таму за во кафани, за по кафани, за на улица, за со грешници, ама тука ние не те примаме. И преку ова послание на некој начин апостолот Павле го поттикнува Филемон, ама и нас денес да не бидеме како постариот брат. Да не бидеме луѓе кои што ги потсетуваат другите, се сеќаваш ти каков живот живееше, туку
Простено ти е. Ако Бог ти простил, ако се покаял пред Него, кој сум ја да не ти простил? Некој пат, за жал, ние верниците имаме повисок стандард од Господ. Господ простува, ама ние не простуваме. Стварно. Што посвети сме од Господ? Подобри сме од Господ? Ако Бог можел тоа да го направи за Онисим, можел и Филемон. Ако Бог можел да го прости гревот на некој што се кае во твојот живот, можеш и ти да го простиш тој грев. Не затоа што во себе има сила, туку затоа што Бог ќе ти даде сила за тоа нешто. И себе ова не значи дека Павле ја негира штетата која што Онисим ја направил. Павле многу јасно кажува, Онисим направи штета. Ама сакам не да ја заборавиш таа штета, туку да ја простиш таа штета. И кога Библијата не повикува на простување, не е тоа повик на ај сега ти сакам да заборавиш. Не можеш да заборавиш. Кога Библијата не повикува на простување, не значи дека Библијата не повикува да ја негираме штетата што другите направиле. Простувањето не е ниту заборавање, ниту негирање. Простувањето е следново. Ми сгреши, боли, не можам да го заборавам тоа, ама нема да ти се одмаздам. Нема да ти вратам. Нема да ти се лутам, нема да живеам во горчина поради тоа што ти ми го направи. Го тргам тоа на страна и не заборавам, не негирам, ама нема да се навраќам на тоа. Нема да пребивам во леле што ми направи тој. Наставно колку што зависи од мене, ќе се обидам тоа да го тргнам на страна во животот. Имаме на некој начин некој нов почеток. И понатаму вели во 20 стих апостолот Павле вика: развесели го срцето мое во Господа. Ќе се сетите во 7 стих вика: зашто ние многу се радуваме и утешуваме поради твојата љубов, брате, бидејќи преку тебе се успокоија срцата на светиите. Значи зборот срцата на светиите се спомнува во 7 стих и сега во 20 стих вика: развесели го срцето мое во Господа. За жал преводот не е како што треба, бидејќи истиот грчки збор, кој што значи успокои го моето срце, освежи го моето срце. И оно што Павле го бара тука од Филемон е, вика: Филемон, јас сум слушал до сега дека ти ги успокојуваш, ги освежуваш срцата на светиите. И сега, тоа е во 7 стих, и во 20 стих вика: направи го тоа и за мене. Така како што си се однесувал до сега, продолжи да се однесуваш и понатаму. Продолжи да покажуваш христоликост во својот живот. И како Филемон би го освежил срцето на Павле, со тоа што ќе му прости на Онисим. И кога Филемон би му простил на Онисим, тоа нема само да го освежи неговото срце на Павле, туку ќе го освежи срцето и на Онисим. Знаете, кога им простуваме на луѓето, ние ги ослободуваме од голем терет. Особено тие што се каат. Тие што не се каат, не ни чувствуваат терет. Тие си продолжиле напред со животот. Ама кога ќе им простиме на луѓето кои се каат, тие се ослободуваат од теретот, бидејќи имаат терет во своето срце. И тоа е повторно нешто кое што Бог го направил за нас, ни го тргнал теретот од нашите срца кога сме се каеле и ние сме повикани да го правиме тоа и за другите, бидејќи патем кажано кога им простуваме на другите, тоа ќе биде и за охрабрување на црквата. Токму тоа го велел дека Павле. Охрабриме, освежиме, успокоиме моето срце. Сакам да видам како му простуваш на твојот брат кој што ти сгрешил. И некој пат, ако ти простиш на личност која што тебе ти сгрешила, некој во црквата ќе се охрабри од твојот пример. И ќе рече: Господе, ако он можел да прости, те молам и мене да ми ја даде силата и јас да простам на тој кој што мене ми сгрешил во животот. Но не само тоа, туку простувањето е добро за нашето духовно здравје, е охрабрување за црквата, е исто така и сведоштво за народот надвор од црквата. Бидејќи кога Филемон би му простил на Онисим, сите би зборувале во градот за тоа. Овој робот избега, сега се вратил кај својот господар и неговиот господар не го казнил, не го дисциплинирал, туку земал го прегрнал и му рекол: што било. Нема врска. Ти простувам. Знаете, простувањето кое што им го даваме на оние кои што ни сгрешиле е добро за нашето духовно здравје, сведоштво за црквата, охрабрување за црквата, ама сведоштво и за луѓето надвор од црквата. Ние можеме да исповедаме вера, јас си верувам, јас си во црква, јас си пеам, ама
многу подобро свиршува за црквата не се нашите зборови, туку нашето простување кое што ќе им го дадеме на оние кои што ни сгрешиле во животот. И Павле го завршил ово послание со тоа што вика: убеден сум во твојата послушност, ти напишав знаејќи дека ќе направиш и повеќе отколку што ти велам. Повеќе отколку што тоа јас го побарав од тебе. И потоа вели: припреми ми соба, затоа што се надевам дека наскоро ќе дојдам кај вас на гости. Павле бил тип на човек кој што сам себе се кани на гости. Некој пат може би имате вие такви пријатели. Ки те се јави: еј, може ти дојдам на гости? И кога хајде дојди ми, што да правам, знаеш, кога дома сум. Павле бил таков тип на човек. Вика: припреми ми соба, кај да е, ќе ти дојдам на гости. Ама тоа покажува колку биле блиски со Филемон. Дека имале блиско пријателство. Не е ова само некој апостол, некој со многу голем духовен авторитет му пишува на некој си било кој. Овие биле пријатели. И Павле имал слобода со Филемон. И на крајот, како што читавме, ги поздравува и те поздравува Епафрас, кој е со мене затвореник во Христа Исуса, Марко, Аристарх, Димас, Лука, моите сотрудници. И тука има неколку имиња, ама забележавте дека има едно име Марко. И Марко, некој пат знаеме да го прескокнеме кога ги читаме овие имиња, ама е многу важно име во целата приказна, во целата оваа приказна. Зошто? Затоа што Марко, најверојатно овој Марко е оној Јован Марко кој што се спомнува во Дела апостолски. Кратко само да ве потсетам на Јован Марко и Дела апостолски. Јован Марко му бил некој роднина на Варнава, кој што му бил сотрудник или партнер на Павле во мисијата, ќе се сетите во Дела апостолски. И во еден период во Дела апостолски Павле и Варнава ќе се скараат. Се сеќавате на тој дом? Ќе се скараат и ќе се раздвоат и некој време не соработуваат. Зошто? Затоа што Јован Марко, овој Марко, во еден дел од мисијата, кога Павле и Варнава биле на мисија, ги напуштил и си отишол да прави нешто друго. Си фатил свој пат. И после некој време се враќа Марко и Варнава му вика на Павле: ајде да го примиме, да ни помогне во мисијата. Павле вика: ма какво примање? Ја не можам да се потпрем на него, он е неодговорен, нема шанси. Варнава вика: ајде да го примиме, нема шанси, и заради Јован Марко они се раздвојуваат. Ама после некое време Павле вика: Јован Марко е со мене. На некој начин како да сака да каже: ние се смиривме. Ме напушти, ме зафркна, ме остави на цедило за време на мисија, но јас го примив назад. Му простив за тоа. Не случајно неговото име е запишано во посланието. Зошто? Затоа што, како што Павле му простил на Јован Марко, Филемон требало да му прости на Онисим. И на некој начин со тоа што го спомнува Марко во ова послание, Павле на некој начин како да сака да каже: јас му простив на Јован Марко. Ме напушти, ме остави на цедила, ама јас му простив. Како што јас му простив и го примив назад Јован Марко, и јас очекувам истото ти да го направиш и за Онисим. И тука Павле дава пример на дело. Не го повикува Филима само прости му на Онисим како теорија, туку вика: јас го направив тоа што те повикам ти да го направиш. И добро е кога нашата вера нема само да исповедаме, туку ќе ја покажеме и на дело. Павле ја покажа неговата вера на дело. Не вика само прости му на Онисим, туку јас простив. Еве ти личен пример од мене. И имав јас човек кој што ме остави на цедило, кој што ме напушти, и му реков: ајде назад. Направи го истото ти за Онисим. И додека го читав ова послание, кога дојдов некаде на крајот од посланието, додека се спремав уствари за проповедите, и на крајот од посланието си викам: окей, знаеме што пише во ова послание, ама не знаеме што се случило после тоа. Не знаеме дали Филемон му простил на Онисим или пак го казнил. И не можеме да бидеме 100% сигурни. Еден ќе знаеме, на небото ќе дознаеме, ама додека сме тука на земјата можеме само да предпоставуваме, да шпекулираме, ама не можеме 100% да бидеме сигурни. Не знам вие што мислите, дали Филемон му простил на Онисим. И јас мислам дека да, иако не би гарантирал со жива глава за тоа, ама јас мислам дека му простил и дека го примил назад. Иако нели се разбира, пак не можеме 100% да бидеме сигурни за тоа. Ама на почетокот во 100 и некоја година, значи кога веќе изумреле сите апостоли, има една генерација на христијански ворачи кои што се нарекуваат апостолски отци. Еден од апостолските отци пишува за некој си Онисим кој што бил бискуп во црквата во Ефес.
Може би станува збор за овој нашиот Онисим од последното во Филемон, може би не. Не можеме да знаеме, ама има шанси да е тој. Дека после некое време Онисим не само што му било простено, туку имал и некоја важна водечка улога во црквата во тоа време. Иако е интересно тоа прашање да размислуваме дали Филемон му простил на Онисим или не, многу поважно прашање за нас денес е што јас и ти ќе направиме со нашиот Онисим. Бидејќи ова послание не е напишано само да не поттикне да размислуваме што се случило тогаш и тамо, туку како ние ќе реагираме денес и тука. Што ќе правиш со твојот Онисим? Што ќе правам со мојот Онисим? Што ќе правиме со луѓето кои што не повредиле? Што ќе прави со тој кој што ти забил нож во грб? Што ќе прави со тој кој што ти го свртил грбот тогаш кога ти бил најпотребен во животот? Што ќе прави со тој или со таа личност која што ти зборувала зад грб и така натаму? Тоа е главното прашање за нас денес. Јас и ти нема да бидеме одговорни пред Бог за тоа што Филемон го направил за Онисим. Не знаеме. Не е моја одговорност за нив. Моја и твоја одговорност е што јас и ти ќе направиме за мојот и за твојот Онисим во животот. И посланието на апостол Павле до Филемон не остава со многу прашања и не остава со многу предизвици. И ова послание допира до срцето на христијанската вера, а срцето на христијанската вера е Бог ни прости во Христос, и како што Бог ни прости во Христос, на ист начин ние сме повикани да им простуваме на другите. И затоа простувањето не треба да биде само дел од нашата исповед, туку и дел од нашето секојдневие, дел од начинот на кој што ние го живееме животот. Ама ова послание ни учи дека можеме да бегаме од луѓето во животот, ама од Бог не можеме никој пат да избегаме. Ова послание ни учи дека кога една личност ќе го запознае Христос, кога една личност ќе почне да го следи Христос, таа личност ќе доживее таква промена, таква драматична промена во животот, што не може другите да не ја забележат. И ова послание исто така не учи дека иако повредите кои што другите ни ги нанесуваат во животот, се реален момент од секојдневието. Еден исто така многу реален момент од секојдневието и Божјата благодат, која што е поголема од секоја повреда која што било кој може да ни ја нанесе во животот. И таа Божја благодат не само што нас ни простува и ни дава нова шанса, таа Божја благодат ни дава сила да им простиме и на оние кои што ни сгрешиле. Тоа е она кое што Бог го очекувал од Филемон, тоа е на кое што Бог го очекува од мене и Бог го очекува од тебе денес.